Ти Господи Исусе Христе. Ја озвучуваме оваа книга Гимназиум од Тихомир Стојановски, или како ја размножувавме умноста, издадена Скопје, Македонија 2003. Едицијата тогаш се викаше Лицеум, денеска се вика Свети Дух. Почетната и крајната страница се Дион Светиот град на македонците. Текстовите се објавени во лик во весникот Нова Македонија од 27.2.1999 до 21.3.2001 година, пред 25 години, и во списанието на Матицата на иселениците Македонија. Последните 3 текста се објавени во списанието комплетно и ќе видите, ми се јави еден сотрудник пријател што ме познава. Која книга читаш ти, од која та гледал на телевизија Сонце? Му ја кажав и ја најде. Значи, после 25 години гледате дека тој текст кој е слезен во духот на македонски јазик, иако тие викат охи македонци, ови викат куку, овој њама македонци, овие кукуноне македонци, не знам другите што викаат. Нечемо македонци дати бугарима. Слава ти Господи Исусе Христе. Бојата на солзите. 159 страна. Црни кози ни го прекршија патот додека се клацкавме под друмот. Ех, македонци мои, друмот на кај македонците. Од спротива се белее туминец. На нивата еден старчичко ја бразди црвеницата. Бојата на крвта. Натопената земја. Границата ја минавме со леко. 9 македонски села во Мала Преспа ги беа замениле за манастирот на Свети Наум. Така си останаа во Албанија. Границата меѓу Стење и македонците во Мала Преспа, Албанија. Со дрвено рало ја бразди црвеницата. Пред козите се појави Богот лично. Ги предводеше еден јарец. Македонскиот Арес. Лично тој, предводникот, јарецот. Арец или Арес или пак јарец. Старе, але јаре. На чешки. Потоа се појави Едмунд. Видите, им давале латински имиња, за да се избрише македонското ткиво. Туминец остана, го остававме зад грб. Шулин, луѓе кои ја пијат езерската вода. Ја полнат со кофите и ја носат со магарињата до селото. Шулин е така на едно ритче над езерото. Може би ќе ја искапат сета езерска вода. Ќе го испијат езерото. На сред село во пустец екна песната. Ја точеше македонската болка. Деца фатени во орото. Се вијат кружно символизирајќи го Богот, сонце, таткота наш небесен, солзи, грс, закоравена болка и македонски непокор, она што Ребека Вес го нарекува уметноста во Македонија не е технички трик. Тоа е американска новинарка, Патување низ Југославија, незината книга пред Втората светска војна. Уметноста во Македонија е духовна поврзаност со Таткото небесен и Господ Исус Христос. На сред село, пред гимназијата во Пустец ја игравме представата. Дојдоа лично царот, апостолот Ѓорѓија Магаревски, Арнаутинот и двете самовели. Луѓе кои доживуваат просветлување во древен македонски ритуал, обред. Еден човек се расплака како дете. Морал да плати вреќа со леки за да им ги задржи на внучињата македонските имиња. Значи, оди тој монологот внатрешна, надворешна, задгранична и во кадар Гоце Ристевски, мислам дека го снимаше тоа. Го држи човеков и вака му игра едното око и гргна плач, катарза по македонскиот учител Аристотел. Еден човек се расплака како дете, морал да плати вреќа со леки за да ги задржи на внучињата македонските имиња. Па го имаме тоа снимано, треба да го измонтирам, да го пуштам како клипче. Над зидот во гимназијата меѓу искршените врати, прозорци и строшените клупи се белее зиден весник на македонски јазик. Каква боја имаат солзите. Така пишува над зидот на македонскиот зид. Кажи ми, земјо моја. Има една песна од врв Пирин планина, очаен глас се слуша. Потоа за Европа блудницата Вавилонска. Потоа друмувавме до Леска. Испивме по 3 чаши крваво македонско вино. Пеевме древно македонски пеани. Се обидуваме да ја потиснеме македонската болка во домот на Едмон Сотир во Леска, во селото.
Потоа игравме повторно со зајди сонцето на селската пела продромувавме. Две дечиња ја бакнуваат иконата која стои на работна сцената додека игра актерската тајфа. Игра на потиснатата болка која доведува тагата до срцето во душата. Во Леска игравме пред продавницата, имаше како едно плато, качени на платото, а се собра народот околу продавницата. На едно трупче имаше од мермер, од бакар, Богородица со Исус. Така беше дел од представата. Додека траеше представата, тие доаѓаа, се прекрстуваа, клекнуваа и оставаа пари. Театарот и животот. Слава ти, Господи Исусе Христе. Покана за да бидеме во Преспанска Македонија добивме од Сдруженијето за заштита на правата на македонците во Албанија и од директорот на гимназијата во Пустец. Луѓе кои имаат духовна потреба од Македонија. Го запознавме Босил Скоаговски, кој живее и работи во Канада. Беше на представата. Дарувавме книги од скрби и утеха од фондациите Благовестие и Цивил. Директорот Трајан Ангеловски не кани да дојдеме пак. Во душите ни догорува болката. Шулинци се уште ја пијат езерската вода. Ние заминуваме со телото, длабоко знаејќи дека таму ни останува духот, нешто кое не видела сила за заминување. Апостол Павле во едно послание вели: иако со телото сум отсутен, со духот сум со вас. Македонство кое ве зграпчува и не ве остава да заминете. Се уште го пиевме 3 чаши крваво македонско вино. Ги скрбевме сцените од зајди сонце со македонците од Мала Преспа. Им ги ублажувавме болките, им ги броевме солзите, им ги ситнавме голтките езерска вода која ја пијат во тој заборавен западен Балкан, по таа македонска јама. Црните кози ни го просветлија патот, ги предводеше лично Аресто и Јарецот, македонскиот Јарец. Со дрвено рало ја дограбуваше црвеницата. Земја налеана со солзи и македонската крв. Сдруженијата на македонците во Албанија имаат преку 200.000 членови. Внимавајте, се работи само за 200.000 членови. Бројката е далеку побројна. Зарем ке се откажеме од сопствениот народ, македонци мои, и бојата на солзите, и буквите на македонскиот буквар, како што пишува во Зидниот весник по гимназијата во Пустец, и фактот дека им е дозволено да учат на македонски, но само до 4-то одделение. И тоа само во реонот на Мала Преспа. Ако сакаме да го браниме македонството, треба да има некаков ред. Исти права треба да имаат и македонците во Албанија, како и албанците во Македонија. Исти права. Инаку ќе бидеме народ на распродажба и исчезнување. А тоа не смееме да го дозволиме заради земјата натопена со крвта, заради днината на нашите македонски деца и нивниот опстанок, заради нашите браќа од Шулин кои го пијат езерото на прагот на западниот Балкан. Инаку Балкан е ново именување на 27. март 1901-3. Султанот со декрет го забранува името Македонија и го пременува полуостровот во Балкан, така да македонскиот полуостров, на кој се настанати постмакедонски идентитети, срби, бугари, албанци, грци и сите други словени. Заради нашите браќа од Шулин, кои го пијат езерото на прагот на западниот Балкан и граѓанизмот кој ни го наметнуваат како јарем, белосветските демократоиди, мутанти на лажната хуманост. Вчера, сега сме јули 2025, во Европското собрание се изгласа дека нема македонски јазик по притисок на бугарите и грците. И вреска таму една жена: јас сум македонка. Видете, именка, имаш едно име. Ти си гркинка. Како можеш да бидеш македонка? Ти си болгарин, грејци, тие сте грејци. На македонски значи дојденци. Ве убедила Европската унија дека сте вие наследници на античка Македонија. Видете, болгар е турски збор, значи збирштина. Се враќаме, црни кози ни го пресекоа патот. Зошто немате македонски збор? Ги водеше Арес лично. Духовно остануваме во Мала Преспа, пејќи ја песната со дечињата во Леска и Пустец, која зборува дека Македонија повторно ќе биде во Исусовата љубов, слободна, каде што е Духот Исусов, таму има слобода. И се разбира, Македонијо, појди во Мала Преспа, за да ја узнаеш бојата на солзите, македонската болка и непокор. Ние сме били во Горе и во Голобрдо и таму има македонци, тие се оставени. 162 страна.
На која страна од мајкава земја се простира Македонија, ја озвучуваме оваа книга. Не пречека лично македонецот. Царот застанал и гордее, на граникот стоеше и кутлешевото сонце. Битолскиот граничен премин меѓу долната и горната Македонија. Во Лерин нарачавме кафе на раниот Хомеров јазик. Барем така пишува во својата книга Константин Чулкас. Јазикот на славомакедонците од Лерин, македонскиот јазик. Константин Чулкас беше учител во Битола, потоа го најде обесен. Знаете. Во книжарницата го сретнавме Јонко Драгоумис, неговата книга Тетратки од Илинден на грчки јазик. Исто така и Лорин Денфорд со македонскиот конфликт и Петре Вчков со македончето. Ја немаше Анастасија Каракасиду со житните полиња и риченца од крвта. Та вели, грчкиот идентитет, кога ја тргнете завесата, е сума од малцинства. Многу добро кажано. Доктор Наде Проева ги препрочитува надгробните споменици во Леринскиот музеј. Божицата ма најдена во Претор, Кападокија и кај Пиринците. Сончева круна, голата боска, штитот и оклопот. Вишнеат македонските тумби низ полето. Интересно, овој археолошки термин македонски тумби, кој се однесува за гробниците на македонските цареви, останал ист и во современиот македонски јазик. Том, тумба, возвишено место, куде тумбе, што би рекле кумановци, пеонците, куде три бандере. Историјата на нашите постмакедонски идентитети соседи. Во гробовите да се ставаат бисти е стар македонски обичај, вели Наде Проева. Драмуваме во Пела, царската македонска престолнина, Дионис на Пантер со Лилјанот и Тирсот, мозеик од грбнувањето на Елена Тројанска, статуетка на Александар представен како богот Пан, или пак царската глава под која пишува Александар, син Филипов. Лицето на покојникот се покривало со златните маски, продолжува професорката. Ни зборува дека маските од требеништа не можат да бидат илирски. Доказ за тоа е некрополата во Синдос, недалеку од Солон од 6 век пред наша ера. Го гледаме Посејдон како се фатил на орото, Дионис брадосан со брштенот облечен како жена. Никнуваат македонските тумби низ полето. Клучната реплика за која се фативме на научната трибина беше дали Кукушанецот рекол јас светот го разбирам како поле, или пак рекол јас светот го разбирам како пела, за културен надпревар меѓу народите. Потоа драмувавме во Агората, во Угорот. На друмот ни се испречи едно езеро, Островското езеро. Селото оди селото Пателе. Зошто на доктор Ташко Белчев не му дозволувате да учествува на Крушевскиот театарски семинар, го исфрли професорката. Што ке речат грците? Не може такви теми. Бевме и во древниот. Ме праша езерото. Пателе, родното село на Ташко Белчев. Обрати се во театарскиот институт, му реков. Бевме и во древниот и новиот Воден. И таму глаголат понашки, македонски, има македонски јазик. Господ Исус Христос не запиштал во книга која не се брише. А вие, сатански синови на проклетството, марш од Македонија во името на Господ Исус Христос. Театарскиот институт не знае дека во селото се играла представата. Горе по тоа македонско небо некој од следбениците на Војдан поп Ѓорѓев Чернодрински ја поставил за време на граѓанската војна во Грција некаде 1948-1949. Ја играле селаните на село Забрден и представата Македонска крвава свадба од Војдан поп Ѓорѓев Чернодрински. Разговараме со еден од актерите, спомени, солзи, македонските забуваќени стерни, потаму се распослала планината Джина, потоа зататни музиката, па наѓурот го започна чупињата, се фатија во орото, лека, полека, меките полустапки на македонските ора. Понив прифатија жените, најпосле се фатија мажите. Дионисијата прифати ритамот кај Джина, планината Джина. Ех големино, ех планино, ех угоро. Енергија, сила, духовна која ве влече за косата угоре и ве подрипнува во ритамот на македонските ора, пеаните. Орото е состојба меѓу небото и земјата.
Селото го гореле 2-3 пати, 1906-та, 1912-та, пали бе, брате. Беше Свети Константин и Елена по грчкиот календар, грчки календар. Се случуваше панаѓур во селото Забрдени, во Грција, или како што тие ја викаат Македонија, во Егејска Македонија, на Македонскиот полуостров. Александар стои на границата и се пули од Македонија во Македонија. Нели е човечки да се урне и македонскиот зид? Нели така не учат европејците? Нели, Александре? Им понудиле товар драхми да го стават грчкото знаме на забрденци. Не го ставија. Треба да мине време за да се залечат раните. Некогаш за песната се одело во Сургун. Денеска ги препејуваат и велат дека се нивни. И болгарците и грејците. Орото траеше 7 часа без прекин. И арнаутите. Има споменик на паднатите од граѓанската војна. Еден собеседник ми кажува поезија наизуст на македонски јазик. Не го ставија знамето. Треба да се залечат раните. Детската градинка изградена на темелите на црквата Свети Никола ја запалиле 1905-та. Кои од многуте ослободители на Македонија? Може би затоа имаат толку убавина во младината. Некаде на почетокот на 80-тите театарската работилница ФФ требало да гостува во Солун. Не ги пуштила тогашната министерка за култура. Не беше кутнат се уште македонскиот зид. Може би предстои нов македонски театарски обид. Александар стои на граникот и се виури. Пела се уште драмува низ полето. Ги мери, хомери македонските тумби. Грција и Македонија се уште живеат едната покрај другата на македонскиот полуостров. Историско препрокривање и карма. Кој ќе плати за крвта пролеана од македонците, а не сте се покајале? Крвта ваша на главите ваши. Остролското езеро се упати во Театарскиот институт да опитува за доктор Ташко Белчев. Само немој да ја понесеш сета вода. Ја допревме точката каде што пред 40 години си играл Војдан Чернодрински. Првиот скрби утеха, вториот Забрдени точка од која се запознава Македонија. Таму нема сопрано да се пее и покрај сите закани, милиции, војски. Пред 20 години не беше дозволено еден македонски театар да игра во Солун. Наскоро ќе узнаеме дали е паднат македонскиот зид. Дали светот е поле или е пела за културен надпревар меѓу македонскиот и грчкиот народ на македонскиот полуостров. А зошто вие сте се нарекле грци? Го оставаме забрдени со полна душа и срце, или такаве токмосале. Тупосале. Го оставаме забрдени со полна душа и срца за Дионисовата енергија, сила на нивните пеани и ора, раскрилени преку македонскиот зид, преку она што останало од него. Александар демне на граникот и се чуди на која страна од мајкава земја се распослала Македонија. И одиме сега уште еден текст, читаме 166 страна. Тоа е оваа книга, знаете колку актуелно тоа се текстови во духот пишувани. Пророчки пред 25 години. Ништо се нема променето, само што скрби утеха избришан. Сега се избриши македонскиот идентитет и јазик, идентитет го бришат во Европската унија под притисок на болгарците и грејците, за свадбата и за пиштолите. Последен стаса на пелата. Историската вратисва ќе си дојде. Беше тоа како некоја зададена вратка. Како нешто што го гонеше на сторение. Иван климна во умот. Земнеше почина. Каснеше најмалку половина век во македонството. Го претекна браварот Јошко, го претекна. Нечемо македонце дати бугарима, му рече браварот. Иван го погледна под збрчканото теме, молчаше цел век пред да му ја врати думата, потоа сржа. Швајцарија на Балканот, мој пријателе. Ке ти дадеме ние Швајцарија, сирење швајцарско, му рече. Исус ке ти даде. Најнакрај се најдоа двамината од многуте македончовци. Другарот Јошко Браворот и председателот на ВМРО-то Иван Ване Михајлов,
колја чиштето господинот Радко. Се пронајдоа на македонското вратилиште. Касниш бе, брате Радко, ептен се имаш закасано едно половина век. Те чекавме 50-тите, 60-тите, итете. Се собравте конечно сите. Вратата беше подотворена за да се вратиш. Радко, мој Вратко, а кој ќе плати за крвта на македонците што ги колеше? Крвта ваша на главите ваши. Нели така барем ни продаваат во Македонијава дека цело е кога има се? Од сичкото. Сичко има, ама тешко се намира. Сичко е наред од зад и од напред. Па тогаш зошто се крена сета таа врева околу враќањето на Радко, нашиот закаснет братко од македонството? Сите се македонци, а ги ништат македонците. Има една печорка се вика Копренус коматус. Самата се јаде и се претвора во црна точка. Зошто Македонија се растревожи од враќањето? Зошто? За какво? Нели не учат белосветските демократоиди дека цело е кога има се? Се од сите наши одродени браќа. Нема белки да речеш пупу не важи. Нема повеќе шеги со македонството, со целото, со тоа дека треба да има од сите, за да биде цела нашата мајка, убавица, принцеза, сестра Македонија. Инаку цар на македонците е Господ Исус Христос, тој е вечен цар. Се растревожија словените, македонските словени ги фати некаква јанза од целото, тоа дека треба да има од сите македонци, илирски македонци, кукуноне, словенски, грчки, охи, български, няма македонци. Ама не им пречат другите, туку само оние кои стасаа последни на македонската пела, тајфата на Радко Българ, љубивите братија македонци. Председателот Радко ке ми забранува влез во Пиринска Македонија на професор и доктор. Тоа е вашето ниво на култура. Начмичи. Војдан Поп Ѓорѓев Чернодрински во месец ноември, по старомакедонски именуван како студен, играше представление во Средец, Софија, во салонот Славјанска беседа. Ја играше представата Македонска крвава свадба. Беше Божјо лето 1900-тото. Беа дојдени скоро сите, и едните и другите со пиштолите. На силата се одговара со сила. Македонците од ВМРО дојдоа вооружени до заби, за да ја бранат представата. Имаше и пукотници. Имаше. Но највеќе распукаа браздите на македонската поробена душа. Се отвори врелото на македонската уметност. Вриеше. Беше тоа сонце во душите. Се случи тоа сторение, македонци мои, пред 100 Божји години. Театарот се викаше Скрб и утеха. Првиот, вториот. Дај Боже да има и третиот. Божји години. Тлееше македонската болка. Беше допрен македонскиот упој. 100 години потоа возобновениот театар Скрб и утеха играше представа во Пробиштип. Актерот влезе да купи капки за очи, да ја оплакне сценската прашина. Во аптеката на зидот го сретна браварчето, сликата на Јосип Броз Тито висеше се уште во аптеката. Се погледнавме молкум, минаа 100 години на Војдановиот молк. Упорство за уплив. Актерите во соблекувалната во изборна единица 73 се готвеа пред сликата на другиот мегиник, Иван Ване Михајлов горде е над зидот. Молкум патува сценската духовност. Се погледнавме. Минаа 100 години на Војдан Чернодрински. Јошко и Ванчо најнакрат се сретнаа на македонскиот зид. Висат двамината македончовци. Нечемо македонце дати бугарима. И Швајцарија на Балканите. Ке ти дадеме ние сирење швајцарско, един ден, или крвта ваша на главите ваши. Историјата постои за да се учиме на гибелта, да извлечеме поука, можност за умност. Потоа во представата Гоце Делчев се прегрна со македонецот. Во ракле се апостолот и царот. Александар Македонецот на крајот на представата, Александар и Гоце се прегрнуваат и заминуваат во сонцето, во светлината. Секогаш во тоа сценско дејание од публиката простројува некаква зариса,
копје на македонската фаланга со која може да се дотепа македонската ламја. Се крена голема врема за Радко. Ех, македонци мои, нели цело е кога има се? Па тогаш зошто да се тревожиме? И българските македонци се дел од тоа целото. Ако има словенски македонци, и никому не му пречи, освен на избраните, и грчки македонци, и илирски македонци, сичките се македонци, птичките, па дури и птичките. И никој не се скрби, тогаш природно е да има и български македонци. Ами ако сме един народ, бе, председателе Раде, оти забранувате професорот Тихомир Стојановски да дојде кај македонците. Тоа ли е таа култура ваша? Ве заболели за дунавското препливување? Чуму тоа џуркање. Сосема друга приказна е како е можно турски збор да биде име за македонски народ. Види го зборот българ во българскиот етимолошкиот речник. Българ смеша збирштина и ние го имаме тоа, се избугари работата, се измеша. И зошто не се направи попис за да се проверат колку старо българци, оногурци, чукундурци и Аспарук до Курчев, сичките тие што се борел овде да ослобожда македонските земји и колку македонци живеат во Тракија. На македонскиот полуостров цело е кога имало се. Јас тоа го разбирам од Македон, од Олим до Македонија, од Светото писмо кое не се брише, човек што составил, Бог што составил човек да не разделува Македонија, македонци, благодата дадена на црквите македонски. Возобновениот македонски театар Скрби и утеха славеше 100 години од македонска крвава свадба. 3 години не сме добиле премиера. 2 години и 7 месеци МТВ не ја емитува снимената представа за Иди сонце на програмата. До ден денес не е емитувана, ние имаме лента. Ја има на YouTube каналот, ја пуштаа приватни телевизии и телевизија Сонце се разбира. Водевме вистинска војна за да го снимиме документарниот филм Бакни го сонцето, кој отиде на повеќе фестивали, погледнете го и тој. Кога бевме во Босна и во Измир кога ќе завршеше крајната сцена, стануваа луѓето столчињата во Измир, рекоа, македонците, еве ги, сите дојдоа да не гушкаат. Сето тоа е дел од 100 годишниот јубилеј, 100 години слава за македонска крвава свадба и за театарот Скрби и утеха. Се крена голема врева за Радко. Многу врева за ефтино. Уште едно стадо македоносани идентитети. Не се скрбете, сирачиња. Сите ќе ве прими во мајчинската преградка, вашата голема мајка, Македонија. Славевме 100 години од свадбата Војдане Чернодрински. Само не дојдоа оние со пиштолите. Господе Исусе Христе, дај ми сила и љубов да останам во Твојот мир и во Твојата љубов. Одмаздата е моја, јас ќе одмаздам, вели Таткото Небесен. Војната не е ваша, туку е моја. Оставам се во Твои раце, Господи. Македонија ја враќам во Твоја собственост и македонците. Исус Христос е цар на македонците, вечен цар. Не е тоа како земните цареви што заминуваат. За секогаш Исус, насекаде Исус, во секое срце Исус. Покајте се, постмакедонски идентитети. Се приближи царството небесно, ќе дојде Исус и ќе биде крвта ваша на главите ваши и на децата ваши. Амин. До царството Божио. Амин.